Ученици, добро дојдовте во училница по наставниот предмет хемија за 9 оделение. Јас сум професор Лилјана Трајкова од Основното училиште Ацо Шопов, општина Бутел, Скопје. Преку денешната содржина ќе разберете што е електронска конфигурација, колку електрони може најмногу да има во првите три слоеви К, Л и М, како да ги распределуваме електроните во овие слоеви и воедно да ја споредуваме структурата на атомите на првите 20 елементи, користејќи ја таблицата на периодниот систем на елементите. Денешната содржина гласи електронска конфигурација, структура на атомите на првите 20 елементи. Најнапред треба да го објасниме терминот електронска конфигурација. Тоа представува распределување на електроните во електронските слоеви околу јадрото на атомот. Самиот збор електронска значи дека ние денес сме сконцентрирани на делот од атомот околу јадрото, а тоа е електронската обвивка. Еве два примери за распределување на електроните во електронските слоеви. Ова е атом на литиум, во првиот слој има 2 електрони, во вториот има 1. Ова е атом на натриум, во првиот слој има 2 електрони, во вториот има 8 и во третиот има 1 електрон, значи неговата електронска конфигурација 281. Како е дојдено до оваа електронска конфигурација? Најнапред да кажеме дека електронските слоеви се обележуваат со големи латинични букви К, Л, М, Н, О, П и Q или со броеви од 1 до 7. Нашето внимание е сконцентрирано на првите три слоеви К, Л и М и затоа е потребно да го знаеме следното. Во К слојот може да има најмногу 2 електрони, во Л и М слојот може да има најмногу 8 електрони. Што значи ова? Го разгледуваме атомот на магнезиум. Треба да дојдеме до бројот на електрони. Како? Од периодниот систем го читаме атомскиот број Z, пошто за магнезиум еднаков на 12. Да се потсетиме, во таблицата на периодниот систем атомскиот број го пишува горе лево од символот на елементот. Еве во овој случај за магнезиум тоа е 12. Z е еднакво на 12, односно атомскиот број представува број на протони во јадрото на атомот, значи P плюс еднакво на 12. Но нас не интересира бројот на електрони, бидејќи треба да напишеме електронска конфигурација за атомот на магнезиум. Знаеме дека атомите се неутрални, па според тоа бројот на протони е еднаков со бројот на електрони. Ајде да запишеме електронската конфигурација на атомот на магнезиум. Имаме на располагање 12 електрони. Како ќе ги распределиме во слоеви? Во првиот К слој собира само 2 електрони и затоа запишуваме 2. Се уште имаме на располагање уште 10 електрони. Во вториот електронски слој L може да се сместат најмногу 8 електрони. Затоа пишуваме 8, бидејќи имавме на располагање уште 10. Досега сме распределиле 10, 2 во првиот, 8 во вториот слој, значи за третиот ни останаа уште 2 електрони, затоа електронската конфигурација на атомот на магнезиум е 282. Сето ова да го представиме преку боровиот атомски модел. Во првиот слој околу јадрото имаме 2 електрони, во вториот 8. Како ги распределуваме? На овој начин. 1, 2, 3, 4, а потоа дополнуваме во пар 5, 6, 7, 8. И за третиот слој ни останаа 2 електрони, 1, 2. Неговата конфигурација на атомот на магнезиум е 282. Третиот слој, кој што е последен за атомот на магнезиум, се вика валентен слој
и електроните што се наоѓаат на него се валентни електрони. Во овој случај бројот на валентни електрони на атомот на магнезиум е 2. Да го разгледаме примерот за атомот на азот. Неговиот атомски број, кој што го читаме од периоден систем, е 7. Тоа значи дека бројот на протони е еднаков на 7 и бројот на електрони исто така е 7, бидејќи атомите се неутрални, и еднаков бројот на протони со електрони. Како ќе ја запишеме неговата електронска конфигурација? Во првиот слој 2 електрони од вкупно 7, значи за вториот електронски слој ни остануваат 5 електрони. Затоа конфигурацијата на атомот на азот е 2,5. Односно со боровиот атомски модел во првиот слој има 2, во вториот 5, како ќе ги запишеме? 1, 2, 3, 4, а потоа петиот го пишуваме во пар. Кој слој е валентен валентен слој? Тоа е вториот, бидејќи тоа е последен за атомот на азот. И на него има 5 електрони кои што се нарекуваат валентни електрони. Да ја разгледаме табелата, каде што се прикажани елементи од водород до аргон, и да го разгледаме еве атомот на алуминиум. Неговиот атомски број, кој што сме го прочитале од периодниот систем, е 13, значи бројот на протони во јадрото на атомот на алуминиум е 13 и бројот на електрони исто така 13. Како ќе ја запишеме неговата електронска конфигурација? Во првиот слој 2, во вториот 8, досега вкупно сме распределиле 10 и за третиот слој ни останаа уште 3 електрони. Значи, неговата електронска конфигурација е 2,8,3. Го разгледуваме атомот на сулфур. Со атомски број 16, број на протони 16 и бројот на електрони е исто така 16. Електронската конфигурација е 2,8,6. Зошто? Во првиот слој собира 2 електрони, толку и запишуваме. Во вториот 8, вкупно сме распределиле 10 и за третиот слој вкупно 16 ни останале уште 6. Обидете се да ја пополните табелата. Атомските броеви ќе ги прочитате од периодниот систем. Со тоа го знаете бројот на протони, а преку бројот на протони го знаеме и бројот на електрони. Еве и два примери со боровиот атомски модел. Можеме да користиме и X, како во овој случај. Тоа е атом на силициум. Значи, во првиот електронски слој има 2 електрони, во вториот има 8 и за третиот ни останаа уште 4. Ги распределуваме на овој начин: 1, 2, 3, 4. Значи, електронската конфигурација на атомот на силициум е 2,8,4. Да направиме една споредба електронска конфигурација структура на периодниот систем на елементите. Ги разгледуваме првите 3 периоди. Во првата периода има 2 електрони, односно 2 елементи, колку што има електрони во првиот електронски слој. Во втората периода, која започнува со литиум, а завршува со неон, има 8 елементи, колку што има електрони во вториот електронски слој. Третата периода, која започнува со натриум, а завршува со аргон, исто така има 8 елементи. Да споредиме со третиот електронски слој, во кој што вкупно може да се сместат 8 електрони. Ви благодарам на вниманието.